Здраво, здраво, другари! Здраво назад, добре дојдовте назад. Ние е време да продолжиме со нашата ТВ училница. Сега имаме час по македонски јазик. Одлично. Македонски јазик. Денеска ќе се запознаеме со глаголи. Аха. Во ред. Одиме понатака. Сега може малце забава? Може. Ајде. Ајде да видиме. На овие сликички овдека има нешто покажано. А вие знаете да играте пантомима? Се Знаеме. разбира една Да. од омилените игри. Добро, кој ќе биде прв од вас двајцата Ајде. да покаже Што ни покажува овдека оваа сликичка? Што прави? Как? Некој нешто. Дека пие. Ајде да видиме дали е вистина тоа. Пие. Да. Точно. Детето тоа така. пие млеко. Детето пие млеко. Одлично. Тоа е следната слика. Следната сликичка, Тој што прави детето? се чеша ли? Не. А има пена. Мие. Мие. Да, детето си ја мие косата. Ајде да видиме ова детенце што прави. Ајде. Пишува. 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 Потоа? Од Сече. Ајде видиме. Сече ногти. Сече. Добро. сече. Потоа? Точно. Другата анимација? Ова е омилената игра на децата, јас мислам кога сам мали. Диши, издиш. Чек. Диши, диши. Аха, прегледува. Прегледува. Ајде да видиме. Прегледува. Така. Точно. Деца, овие зборови се глаголи. Значи глаголи се зборови што означуваат работа, односно движење. Потоа, Потоа состојба, се случува нешто, но нема движење. Потоа, дејство, се случува нешто во природата. Ајде да видиме понатаму. Зборови што означуваат работа или движење. Што се случува на оваа сликичка? тие садат дрвце. Садат дрвца, така, да видиме. Значи садат, а Копа. исто така и другата копа. Понатака, Одиме. што прави ова детенце? Скока. Скока. Скока, така. Скока, потоа Потоа имаме Плете. плете, ова е така. тоа што баба ми сака да го прави. Баба ти сака да плете. Така, значи ова беа зборови што покажуваат работа. Ајде да видиме што прави ова момче овдека. Вози велосипед. Да. Вози велосипед. Вози. Вози, потоа ова другова Брза некаде, односно трча. трча, така, трча. Значи овие се зборови што ни означуваат Состојба. работа. А сега ќе одиме на зборови што ни означуваат состојба. Ајде да видиме што прави ова кученце овде. Ужива. Ужива. Наутро на место да стане, тој си спие. Тој си Спие. спие. Така, спие. Понатака да видиме. А што прави оваа лиска? Гледа телевизија. Гледа ТВ училница. Учи работи. Да, Гледа како треба да се смее. смее. Така. А овде што се случува? Чита. Чита, нојчето чита. Натака, Ова детенце слуша радио. слуша радио, Да. така. Значи сите овие зборови означуваат состојба. Да продолжиме понатака. Зборови што означуваат дејство. Ајде. Што прави сонцето? Свети или грее? Грее. Грее. Свети и свети и грее. Така. Што се случува на оваа сликичка? Врна снег. Врне снег. Врне. Паѓа снег. Минатата недела имавме снег, сега имаме сонце. Сега имаме сонце. А- Еве го снегот, еве го сонцето. А може би утре ќе врне. А може би Може би утре ќе ќе врне врне, да да. видиме. Ајде. Врне. Ама подобро врне. би било да биде Да биде сончево. сончево. Понатака? Дува ветер. Дува ветер, така, дува. Значи овие се зборови што означуваат дејство. Да продолжиме понатака. Кој ќе прочита? Одреди ги глаголите во следни две реченици. Така. Ајде да Ајде. видиме. Свири, добро. Марија свири на клавир. Ми кажа, јас Ти шепна од презентацијата, така. Ајде одиме со Ајде следната. одиме понатака.
Милан лежи во креветот. Милан лежи. Кој е глагол? Лежи. Лежи, така. Точно. Дува силен ветер. Кој е? Дува. Дува е глаголот. Силен во ветер. оваа Да видиме реченица. дали е точно. Дува Точно е. силен ветер. Значи Марија свири на клавир, Милан лежи во кревет, дува силен ветер. Значи во првиот случај дали имаме работа, состојба или дејство? Кој ќе ми каже? Марија Во свири првото на имаме работа. работа, така. Милан лежи во креветот. Тоа е Состојба. Така. Состојба, така. И дува силен Тоа е ветер. дејство. Дејство, така. Кој го ископа лозјето? Тука глаголот е ископа. Ископа. Тоа е исто така работа, Работа. копа и работа. Да се заблагодариме на оваа презентација земена од блокот Изворче и да продолжиме понатака да видиме Број 4 или 5? 3. Тоа број 3. Број 3. Така е. Значи, до сега учевме за глаголи. Меѓутоа, тоа не би било тоа ако ние не го примениме тоа во пракса. Да видиме колку научија моиве ученици овде. Што се Ајде. случува на оваа анимација? Гледам едно прекрасно дрво, едно јаболче кое што паѓа од дрвото. Да, јаболчето падна од дрвото. Јаболчето падна од дрвото. Дрвото. Кој е во реченицата јаболчето падна од дрвото? Кој е глагол? Падна. Падна. Јаболчето падна од дрвото. Браво ученици, ајде продолжиме понатака. Ајде. Може и дома вие на глас да си погодувате кои се глаголите во речениците. Сега, пред да составиме реченица, оваа анимација ќе не потсети дека секое утро мора да Да се вежба. вежбаме. да се вежба, така. Да. Ајде да направиме една реченица од оваа анимација. Две другарчиња гледаат утринско вежбање со Ана Банана на телевизија. Две другарчиња, ова е многу Многу Комплексна комплицирана реченица, реченица, ова реченица. Свајнштајн. Ама јас сум комплексен човек. Да. Две другарчиња Гледаат утринско Гледаат вежбање. Утринско гледаат вежбање. утринско вежбање. И вежбаат И самите. вежбаат. Значи имаме два глаголи тука. Значи, ајде да ги повториме. Кои гледаат, Две потоа другарчиња гледаат И вежбаат. вежбаат. И толку се И два толку глаголи се, ги имаме. толку се. се. Така е, составивме две реченици, бидејќи имаме двајца на анимацијата. Продолжуваме понатака. Што се случува на оваа анимација? Повеќе работи се случуваат. Не Доде знам, Ана слуша музика, Ана слуша музика и спие во својот кревет. и спие во својот кревет. Добро, кои се глаголи во овие две реченици што ги Слуша и спие. Слуша и спие, така. имам јас. Го наместила алармот Тивко и сега не може да се разбуди за на школа. Леле, па ова е многу комплицирана Знам, ама јас сум реченица. комплициран. Значи, Ама го дечињава се трето оделение, дај молим да направи некоја поедноставна. Добро. Овие ученици ни се трето оделение. Во ред, звучникот свири гласно. Гучникот свири, така. Кој е глаголот? Свири. Свири. Свири, одиме понатака. Што прави ова? Што се случува овде? Детето мие заби. Детето мие заби, така. Кои се глаголи во реченицата? Мие. Мие. А се случува уште нешто? Чешмата тече. Чешмата тече, а детето си мие заби. Што треба чешмата да направиме со чешмата кога си миеме заби? Да, тоа е многу битно. Да ја Да ја затвориме. затвориме. За да штедиме на вода. Така. Сега да ги откриеме глаголите овде. Назад да ги откриеме глаголите, речениците што ги составивме. Аха. Во реченицата што ја составивме, да ги Така. откриеме глаголите. Се извинувам, значи детето мие, Мие. и водата тече. Водата тече. Па сега кажи ми ги само глаголите. Мие, тече. Тече. Така, одлично. Ајде да продолжиме понатака. Ајде. Што се случува со ова дете? Детето Свајнштајн доцни Свајнштајн и трча доцни на училиште. Свајнштајн доцни на училиште и трча за да стигне на време. на време. Ај сега пократка реченица, свајштан па учиме третачиње. Точно, ама и тие треба да се амбициозни. Значи, дечињата, детево трча. Трча, така. трча. Кој не е глаголот во реченицата? Трча. Трча. Трча, така. Имаме ли понатака анимации?
Немаме. Значи завршивме со анимациите. Дечиња, сега доаѓа времето за домашна работа. Домашната работа ќе ја измислите сами. Значи, имате за задача да составите 3 реченици со глаголи што означуваат работа, 3 реченици со глаголи што означуваат состојба и 3 реченици со глаголи што означуваат Дејство. Дејство, така. Ако сакате, можете да составите некој состав и потоа да ги подвлечете глаголите во составот. Да направите една табела и да ги класифицирате. Глаголи што означуваат, да ми помогнете? Работа, состојба и дејство. И дејство. Така е. Значи, тоа беше со часот за глаголи, а сега неколку корисни совети за здравата, за животната средина, како што рековме. Ајде, значи, еден од советите е дека треба да се штеди на водата, бидејќи не сите имаат доволно количество на чиста вода и затоа кога ние штедиме помагаме во тоа. Нели? Така. Друго нешто? Друго За нешто? храната, секогаш храната пред да ја конзумираме, односно јадеме, треба убаво да ја измиеме. Убаво да измиеме. Друго? Треба да јадеме здрава храна. Здрава храна. Здрава храна. Мусли, дали спаѓаат во здрава храна? Па доколку ги јадеш еднаш или два пати неделно и многу е битно дали имаат шекер во нив. Ако е мојот константен извор на храна мусли, дали е тоа во ред? Ти постојано јадеш мусли. Многу ми се убави. И вика Тоа дека не е е во ред, здраво. храната треба да биде разновидна. А треба цело време да се менува, не е само Да. една здрава. Да, храната треба да биде разновидна. Добро, ќе се едуцирам повеќе на оваа тема следниве денови. А Јас ти дотогаш ветам дека ќе ти мусли. помогнам. Супер. Добро. А Друго колку јадете нешто? овошје да ве прашам? Овоше Јас јадам секој ден. има сушено во тоа муслите, има сушено овоше, па така го јадам. Ама знам дека не е добро. Ќе се поправам, ќе земам свежо. Свежо, така. Јадете зеленчук? Јадеме зеленчук, да. Ќе се поправам. А кој ви е најомилен зеленчук? Морков. Мене ми е морков заради тоа што е добро за очите, а веќе очите носам наочари, па сакам да си го подобрам видот. И мене ми треба моркови да јадам повеќе. Да, ми е треба моркови да јадам. Морков, цвекло, а од овоше црвениот грейпфрут. Така, значи здравата храна содржи овошје, зеленчук, Да. потоа што друго содржи? Витамини. А здравата храна, оже зашто витамини? Што друго што имаме, значи во здрава храна спаѓаат овошјето, Овошјето, зеленчукот. Житарките спаѓаат исто во здрава храна. Моите мусли, тоа е не. Не. Не исто секоја житарка. Аха, добро. секоја житарка. Ќе морате да ми кажете, јас гледате, не знам многу. Овесни снегулки. Аха, добро. Јадеш овесни снегулки? Би можел, слично е како мусли. Така. Меѓутоа, сега треба да секоја храна треба да се јаде значи во одредени количини. Треба да биде разнолика. Значи здравата храна е разнолика храна. Посебно во овој период кога треба да се грижиме многу за здравието, треба да јадеме разнолика храна, да примаме многу витамини, а тоа ќе го добиеме преку овошјето, зеленчукот. Така. Одлично, ви благодарам на Благодариме советите многу. што ги споделивте со нас. Тоа беше нашиот час Сега по македонски јазик. Сега ќе Сега завршиме джингл. со тој час, одиме со еден джингл и се гледаме за математика.